подсетам зошто сме овде секој ден во 6. Дојдете поблиску, ве молам. А и мегафонот не можам на сите 4 страни да освртам, ќе освртам само наваму некаде. Тригер или повод да излеземе на улица овој пат, оваа година, 2016 година, беше аболицијата на Ѓорѓе Иванов на 56 криминалци. Тоа беше повод, тригер, нешто што не крена, не изреволтира и излеговме на улица, но револтот секој од нас го носи личен, интимен, од многу одамна. Јас сум ЛГБТ активистка и досега 6 пати сум била нападната. За мене тоа е главниот револт и за тоа јас протестирам. Верувам дека за секој од нас е тоа различен револт. И ова е местото, улицата е местото кај што треба да го изразиме тој револт. Сакам да кажам, да направам паралела со аболицијата на 56 криминалци. Денес нашите соборци, демонстранти, луѓе кои протестираат на улиците со години, притворот им е продолжен. Од 8 дена на 30 дена. Јасно е дека застрашуваат и заплашуваат. Покрај тоа што им е притворот продолжен и пасошите му се одземени. Мислам дека доволна мерка беше пасошот да се одземи за да можат луѓето слободно да се движат, ама јасно е дека прво сакат да ги спречат да излегват на протест и второ да заплашуваат останати луѓе да излегуваат на протест. И сега Нема да им помине, 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 нема да им помине. Извинете што не сум инспиративна како што бев лани во говорите, но мислам дека се е кажано. Имам чувство како да немам веќе што да кажам. Револтот ми е навистина многу голем и останувам на улиците се до некоја разрешница, затоа што мислам дека ова е местото кај што треба да бидиме и мислам дека ние како граѓани кои сме секој ден на улица ние сме со тоа што сме на улица веќе фактор во решавање на кризата. И ако сакаме да продолжиме да бидиме фактор во решавање на кризата во Македонија, треба да останеме на улиците овде. Сега го оставам микрофонот отворен за секој кој што сака да каже по 2-3 збора зошто протестира или што планира понатаму да правиме или што сака, не знам. Точите за јавниот долг на крајот на март оваа година, според тие податоци во првите 3 месеци на оваа година јавниот долг се зголемил за 105 милиони евра. Тоа значи дека секој ден не задолжуваат по 1,2 милиони евра или секоја секунда од првите 3 месеци оваа година. Да, 1,2 милиони евра секој ден или 14 евра секоја секунда или отприлика овие 2 часа кога што ќе видиме тука околу 100.000 евра. За тие 100.000 евра може да се купат 2 стана за сите оние бездомници и сиромашни што живеат во оваа држава, но наместо тоа тие парите ги трошат на вработување на своји партиски слуги во јавната администрација, на тендери кои што завршуваат во крајна инстанца на сметки во девизе и на Скопје 2014. 600 и кусур милиони евра потрошија на Скопје 2014, наместо да трошат на болници, на школи, на студентски домови, на сузбивање на сиромаштијата и слично. Друга причина зошто јас протестирам е тоа што за време на оваа влада сиромаштијата нагло порасна и ние денес имаме највисока сиромаштија во Европа. Околу 9% од луѓето во Македонија живеат со помалку од $2 на ден, тој со помалку од 40 денари на ден. 180.000 лица живеат со помалку од 40 денари на ден. Затоа јас протестирам и сакам да кажам дека ги спомнав овие работи затоа што често пати не се истакнуваат. Мислам дека се еднакво важни како и сите оние други работи, како злоупотребите на правосудството и сличните работи. Истина, ова
Posebno sme hrabri. Mora da признаете, ова шарена револуција, ова историска работа, јас сум горда што сум дел од шарената револуција. Еден ден ќе бидеме среќни што нашите деца и внуци ќе бидат горди на нас дека сме дале отпор против ова фашистичка бандитска власт. Сакам да ги поздравам нашите затвореници, посебно брат Љубе. Подршка да издржи уште малку да излезе. На сите затвореници да им порачам дека ние по улиците сме позатворени од нив. Да излезат слобода за сите политички затвореници. Нема да не уплаши никој. Правдата ќе си дојде. Сакам да упатам порака до сите уплашени. Нека не се плашат од што се плашат. Ние по улициве се бориме за сите што се затворени во себе. Имам еден предлог, дали ќе се усвои, не знам, после празниците, ако може да тргнеме по медиумите таму, па таму директно во етер да оди вака нашиот револт. Дали се согласувате прво МТВ? МТВ да ослободиме! Одиме во живо по медиумите зашто пропагандата доаѓа од таму на ова бандитска власт. Слобода! 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 Против корупција. Зошто? Заради тоа што со корупција осиромашуваме. Со корупција ни ги зимаат нашите пари, купуваат влијание, злоупотребуваат институции и на крај имаме заробена држава. И сега, што сакам да кажам во врска со тоа што значи за мене протестирам. Освен што значи прво лице еднина, за мене протестирам значи состојба на умот. Тоа не значи само дека секој ден во 6 тука доаѓам, туку и пред 6 протестирам, и после 6 протестирам, и кога ќе се вратам дома протестирам. Што можете да направите пред да дојдете тука? Размислете секој од вас кога ќе се врати дома. Можете додека вашите пријатели гледаат вести на прорежимски медиуми, да им се јавите, да ги прашате како се, за да не гледаат пропаганда како им се шири по тие вести. Можете да изгледате Можете со тенџере да удирате додека траат вестите на Сител, Канал 5 Алфа, кој да е уште прорежимска телевизија. Меѓутоа, најважно од се е да разговарате со вашите пријатели, да ги разубедите дека оваа власт ја заробила една врхушка, ја има заробена оваа држава, ги отуѓила институциите од граѓаните и таа веќе не им служи на граѓаните. Само така, луѓето кои што доаѓаат во 6 ќе се зголемуваат, нивниот број ќе се зголемува и промената побрзо ќе дојде. Фала. Овие сакаат да не застрашат, но едно да знаат, колку ние сме понезастрашени, тие се уплашени им цури. Не може да помине било која нивна хоштаплерска комбинација. Ние ќе се спротивставиме на криминалот, на бандата на власт и мора да падне оваа врхушка.
да не заборавиме, нивните корења са длабоко укоренети 10 години, но затоа и револтот на луѓето е многу поголем од она што било пред десетици години. Ние мора на улицата да бидеме секојдневно и да кажеме доста на криминалите на оваа врхушка и организирана злосторничка банда. Аболицијата на фикусот само докажува дека са во паника и дека знаат дека местото им е во Идрисово. Ќе прават уште хоштаплерски работи, обити за застрашување, за приведување и за прислушкување. Мене ме прислушкуваат многу одамна. И јас ви велам дека не ме боли. Јас ви